Почитувани, дојде време за почеток на една важна фаза во животот на нашата генерација, која треба да донесе сериозни промени во македонското општество и да ни обезбеди подобра и попросперитетна иднина. За нешто повеќе од месец дена доаѓаме до неизбежното заминување на оваа власт, која, за жал, ни нанесе несогледливи штети и остави сериозно негативни последици по државата. Од економска гледна точка се наоѓаме на самото дно во регионот, при што скоро сите други држави имаат поголем БДП по глава на жител од нас. Во последните 7 години најголемиот дел од државите во регионот остварија раст од 50%, а власта предводена од двојецот СДСМ и ДУИ само 20%. Од извештаите на Европската Унија и реалната состојба на терен констатираме дека целосно е загрозено владењето на правото. Институциите не функционираат соодветно, криминалот и корупцијата се во пораст, јавната безбедност постојано се загрозува од страна на лица кои заради различни причини најчесто не се достапни на органите на прогонот. Довербата на граѓаните во областа на правосудството е на најниско можно ниво. И во таа област повеќе од неопходно е да се действува системски, ефикасно и брзо. Несоодветниот третман, погрешен концепт и недоволни вложувања во образованието и науката создаваат сериозни проблеми, кои негативно се рефлектираат најнепосредно кај родителите, учениците, студентите, наставниот кадар и научните работници. Здравството е крајно девастирано, а незадоволството на здравствените работници и пациентите од ден на ден расте. Аферите, како онаа на клиниката за хематологија, се редовна појава, додека интересот и решителноста за справување со негативните појави во оваа значена област за нашето здравје целосно отсуствува. Во областа на патната инфраструктура, власта даваше големи ветувања, а 1 километар автопат не изградија. Земјоделците и сточарите целосно ги запоставија и ги оставија сами да ги решаваат проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Во целата композиција на неуспешно креирани и водени штетни политики од двојецот СДСМ и ДУИ, ништо подалеку не е ни актуелниот председател Стево Пендаровски, кој по известното завршување на неговиот 5-годишен мандат, освен со својата сервилност кон власта, нема со што друго да се пофали. Она што беше претходно споменато е само еден мал дел од она што се стори погрешно. И затоа заклучуваме дека крајно време е да се стави крај на овие тешки порази, недоследности и понижување на интелектот на нашите граѓани. Токму сега е вистинското време да ја започнеме битката за коренити промени, за нови можности, кои ќе создадат услови за брз и непречен развој на Македонија. Во наведената насока, почитувани наши граѓани од сите делови на државата, без разлика на вашата етничка, верска, идеолошка припадност, отворено ве повикуваме да се обединиме под знамето на промените и да се приклучите на најголемиот сен народен митинг пред владата на Република Македонија, кој ќе се одржи утре, 4 април, со почеток од 20 часот. Целта на овој собир е на мирен и достоинствен начин, за последен пат во нивниот мандат, да им кажеме едно големо не на досегашните неуспешни и погубни политики на владата со чинето од СДСМ и ДУИ и председателот во заминување. За последен пат пред почетокот на предизборната кампања, сакаме заедно сплотени и обединети да упатиме силна порака до сите граѓани на Македонија, дека се посилни од сите предизвици со кои се соочуваат, дека власта е привремена и дека народот секој пат е оној кој ја дава, но и ја одзема власта која оригинерно му припаѓа само нему. Македонија, повторно твоја. Промените се во твоите раце. Прашање некој? Каква кампања може да очекуваме од ВМРО-ДПМН? Дали таа ќе се разликува од оно што сме го гледале во изминативе изборни циклуси? Планирате некои нови технологии, имајќи предвид дека забрзано се менуваат состојбите и начините на комуникација? Мислам дека комуникацијата, наша цел ќе биде да биде слична како онаа комуникација која што имаше и за локалните избори во 2021 година. Ќе бидеме фокусирани на позитивна кампања и кампања која што ќе промовира во својата содржина многу проекти и квалитетна кадровска понуда.
Сметам дека негативната кампања која што станува веќе во последните недели одлика на функционирањето на СДСМ и ДУИ ја намалува довербата на граѓаните во политиката. Сметаме дека на граѓаните им е потребна надеж, тие ниско ќе удираат, а ние во тој период ќе презентираме проекти, ќе презентираме програма, ќе комуницираме со граѓаните. Мислам дека тоа ќе биде главната водилка во нашата кампања. Во делот на модернизацијата секако има цел тим кој што работи во партискиот центар за комуникација, кој што подолг период е посветен на искористување на сите алатки кои модерниот свет ни ги овозможува, како преку социјалните мрежи, како и сите други форми на модерна комуникација. И сметаме дека ќе понудиме таков тип на современа политичка кампања. Благодарам.